нашата Емилија Продановска, нашиот сертифициран и многу добар познат фармацевт во Македонија. Сигурно доста те познаваат по обиколката што имате на изградовите и презентациите, меѓутоа има една редовна ситуација дека во овој период од годината барем еднаш календарски се среќаваме, затоа што мислам дека не постои посеодбатна дама која што во овој момент може да ни ги објасни баш начините и за жал кога ќе споменеме кожата, кога помни се и како сонцето го обликува нејзиното здравје, мислам дека си соодветна дама за тоа. Меѓутоа, мислам дека во минатото не сме говореле многу за Фицпатриковата класификација и зошто е важна при изборот можеби на фотозаштита, па така што ќе ти заблагодарам уште еднаш добро утро за овој девајс или апарат кој што ни го донесе, па така што ќе направиме една многу убава интерактивна емисија со тебе, за да споменеме како се прави и детектира и објаснува фототипот на кожа, кој што, како рековме, на располагање ги имаме 6 во светот. Токму така, да. Добро утро уште еднаш, ти благодарам што ја прифати поканата. Добро утро, добар ден, благодарам на поканата и што еве ова ни станува и една убава традиција. Да. Секоја година барем летото да ни биде. Ги запознаваме граѓаните и го прошируваме нивното знаење во однос на фотозаштитата. Денешната тема е сонцето. И сакам да кажам дека сонцето не е само една светла топка на небото. Тоа всушност е една огромна джиновска плазма, сферна плазма, која што е составена од водород и од хелиум. Неверојатен вулкан. Токму така. Тие се во една постојана реакција на нуклеарна фузија. Како резултат на тоа се создава огромна енергија. 150 милиони километри патува ова енергија и за само 8 минути стигнува до површината на земјата. Ова енергија носи живот, но сепак, ако нашата кожа не е заштитена, може да предизвика сериозни промени по нејзиното здравје. И токму затоа сме денес тука да објасниме принципите на заштита, како да ја заштитиме нашата кожа, да го заштитиме нашето здравје, но да уживаме во придобивките која што ги носи ова звезда и летото. Да, апсолутно се сложувам и вистина летото за повеќе знае да биде и синоним на сонце, како што кажуваш ти, уживање, море, одмори, безгрижни доми, но токму во период кога најмногу уживаме под сончевите зраци, нашата кожа води една сосема поинака приказна и како што велиш ти, за 8 минути можеби се случува да пропатува, да спристине тука и да биде некаква мала, некој пат и голема закана за многумина кои што не знаеме да колаборираме со сончевите зраци. Науката, драга моја Емилија, одамна докажа дека кожата апсолутно не заборава, сме го споменале тоа нели и во минатото, секоја минута помината без соодветна заштита, иако го минимизираме како момент, сепак знае да остави вистинска длабока трага. Некој пат невидлива, но знае во некоја кумулативно во некоја фаза од животот да биде видлива нели по годините. Сега имам чувство дека се создава во последнива деценија таква една дизморфија, па сите нели сакаме да направиме козметички препарати, третмани, се користат се и се што можеби на нашето лице, нели од ботокс и хилирурони и така натаму, да ги спречиме тие брчки и така натаму, меѓутоа секој пат советуваме дека природен процес е старењето, вистинското здраво старење, сето тоа да го овозможиме убаво, достоинствено, кожата да некако колаборира со годините. Па токму затоа мислам дека твоето јавно излегување денеска баш ќе биде истото, како да направиме еден добар пат до нашата дури и длабока старост и возраст, да успееме кожата да ја заштитиме. До сега, колку што се сеќавам и помнам, не сме правеле тема за конкретно Фицпатриковата класификација. Денес медицината се повеќе се движи кон, мислам дека и ти ќе го потврдиш, еден персонализиран пристап. Токму така, И би те прашал на почетокот дали Фицпатриковата класификација како термин е еден од првите примери на таква персонализирана превенција која што би ја споменале во дерматологијата, односно различни препораки за различни типови на кожа. Токму така, нашата кожа, биологијата да ја запознаеме, за да може и да одговориме конкретно на ова прашање. Нашата кожа ја има ултимативната технологија. Всушност постојат механизми со помош на кои нашата кожа се брани од сончевите зраци и тоа е всушност еден еволуцијски процес кај човекот. Постојат два сегментирани моменти кога нашата кожа се брани со тоа што создава физички меланин и кератизира кожата
Од друга страна, вториот сегмент е бранење преку биолошки процеси, а тоа се преку бранење од оксидативниот стрес, кој што го предизвикуваат УВ-зраците на ниво на антиоксиданси присутни во нашето тело. И вториот момент од тој втор сегмент е кога веќе клетката е уништена, постојат специјални механизми кои што ги обновуваат оштетените клетки. Ако веќе тие клетки не можат да се обноват, тогаш настанува момент на физичка смрт на клетката или апоптоза. И нема регенерација тука? Не, и тоа е добро, бидејќи доколку таа клетка не може да се обнови, може да настане канцерогенеза. И токму затоа ние ги имаме тие механизми, затоа велам една ултимативна технологија, бидејќи од секој можен аспект кожата гледа да се одбрани. Но нејзините механизми се ограничени и ние со една правилна нега, со правилно разбирање и знаење, треба да и помогнеме на кожата во овој процес. Како што споменавме да дојдеме до Фицпатрик, треба да објасниме нели бојата на нашата кожа. Бидејќи таа номенклатура ги објаснува фототиповите, сепак генерално, постојат 6 фототипови, зависно од тоа која боја на меланин, на пигментот што се лачи од нашата клетка, ние го имаме на нашето тело. Меланинот се лачи од меланоцитите и тие меланоцити изгледаат вака како клетки кои што имаат рачиња дендрити, создаваат меланозоми, врекички во кои што се наоѓа пигментот и нивните раце патуваат до кератиноцитните клетки, клетките на епидермисот и овде настанува инсталација на тој пигмент. Таа инсталација убаво е да објасниме пластично на гледачите дека она се излева и прави еден вид на падобран или штит и всушност го штити ДНК. Ја штити клетката. И меланинот има капацитет всушност да ги абсорбира овие штетни зраци и на тој начин да го заштити здравието на кожата. И постојат два типа на меланин. Едниот е светол, другиот е темен. Темниот меланин се вика еумеланин, а светлиот феомеланин. И овде веќе доаѓаме до Фицпатрик, зависно од тоа во која количина во нашето тело доминира едниот или другиот тип на меланин, токму така, и ги имаме всушност 6 фототипови. Еве сега ќе го објасниме. Одиме. Ајде, нашиот колега Горан тоа ќе го екранизира. Да. Ти ќе го имаш својот картон, јас ќе прикажам, одиме со соларна радијација. Не, пардон. Ова се фототиповите, но всушност може и да зборнеме за соларната радијација, бидејќи кога станува збор за фототиповите и за сончевата заштита, ние всушност треба да знаеме од што се штитиме. Јасно. И сонцето до површината на земјата носи една радијација. Ова радијација е поделена на ултравиолетова радијација или ултравиолетови зраци, потоа доаѓа видливата радијација или светлината и инфрацрвената радијација. УВ-зраците се оние кои што продираат до нашата кожа и на кои што ќе се насочиме при објаснувањето на филтрите. Така? Токму така, видливата светлина е спектарот на бои, инфрацрвената всушност ние ја чувствуваме како топлина. На нареднава картичка го објаснуваме сонцето и поточно УВ спектарот. И како патува всушност се до тоа? Да, имаат 3 типа на УВ зраци: УВЦ, УВБ и УВА. УВЦ зраците не стигаат до површината на земјата и тие носат многу разорно дејство. Озонската обвивка не штити. УВА и УВБ патуваат до површината на земјата и овде се забележува дека УВБ 5% поминува. Само 5%. Да, останатиот дел се филтрира. Додека УВА 95% поминуваат и УВА зрачењето е одговорно за да се навратиме фотокумулативното старење на кожата. УВБ зраците допираат до површината на кожата. Они имат помала должина и како допираат носат поголема енергија и ние тоа го осеќаме како топлина, која што може да доведе и до изгореници, односно соларен еритем, а УВА зраците поминуваат низ дермисот, тие се подолги
и носат раздорно дејство, каде што всушност и оштетуваат структурата. А се 95% присутни. Токму така, да. Нивната количина е многу поголема од УВБ зраците и УВБ делуваат зависност од географска ширина, должина, од сезона, додека УВА зраците цела година. Се присутни. Да, изложени сме цела година на ова зрачење и тоа е нешто што е невидливо, како што спомнав, кумулативно. Како резултат на тоа настануваат фотоиндуцираното старење на кожата, повторно ќе споменам канцерогенезата, кожните алергии, предвременото старење и грубоста на кожата. И сваќаме колку е битно да можеме правилно да се заштитиме од сончевото зрачење. УВ, претпоставам дека е исто така, за жал, можеби на некој начин штетникот за меланомот исто на кожата? Токму така, да. Тоа се всушност механизмите каде што во комбинација со УВБ и УВА настануваат тие сериозни последици на кожата. Тоа е една голема тема. Секако тоа е тема на дерматовенеролозите. Да. Ние како фармацевти сме заедно во целата приказна, но нашата гранка и нашиот дел е со фармацевската индустрија ние да создадеме производи со кои што ќе помогнеме да се спречи ова штетно влијание. И едукацијата и од дерматолозите и од фармацевтите, општо од здравствените работници е таа која што е многу битна. Се трудиме да ја подигнеме свеста од тоа колку е битно ние да го зачуваме здравието на нашата кожа. Секогаш здравата кожа треба да ни биде, Марко, единствениот модел за кој што треба да размислуваме. Не од тоа кожата да ни биде совршена, туку убавината да ја гледаме од аспект на здравие. Прекрасно кажано. Го имаме ова картонче, следно ни е како една презентација. На ова карта, всушност, сакаме да ги објасниме решенијата за тоа како ние да ја заштитиме кожата. Бидејќи постојат УВ зраци, за да можеме да ја заштитиме кожата, се создаваат производи во кои што се вветуваат УВ филтри. Овие УВ филтри на два начини ја филтрираат сончевата светлина и не дозволуваат да помине од кожата. Производите кои што се создаваат ги нарекуваме производи за заштита или производи за фотозаштита. И всушност во нив мора да се содржат и УВА и УВБ филтри и затоа се генерализирани, бидејќи тие не штитат и од УВА и од УВБ зрачењето. Генерално филтрите ги делиме на хемиски филтри и на тоа се органски или абсорбенси и физички филтри кои што се блокатори. Во органските филтри кога ќе се нанесат на кожата, се абсорбираат и имаат една убава лесна текстура, не оставаат бели траги, тоа се придобивките од нив. И всушност тие ја абсорбираат светлината и потоа ја претвараат во топлина. Во исто време се ексцитираат и на тој начин ја обработуваат. И затоа се викаат хемиски или абсорбенси. Додека физичките филтри делуваат како еден штит, остануваат на површината на кожата и преку прекршување, рефлектирање и расејување овозможуваат заштита. И овде спаѓаат цинк оксид и титаниум диоксид. Не постои total sunblock. Не постои. Точно. Значи, филтрите се според нивната активност, што ја овозможуваат во кремот, велиме дека има SPF 20, SPF 30, SPF 50 и SPF 50+. SPF 20 до 29 е средна заштита. Веќе од 30 до 50 е висока заштита, а кога имаме SPF 50+, е многу висока заштита. И таа многу висока заштита, најголем дел од регулативите, посебно ФДА, вели дозволуваме на амбалажата да стои до 60, за да не имаат, а не стои повеќе, за да не имаат граѓаните, пациентите, лажно чувство на сигурност, дека имаат стотка и дека нивната кожа е заштитена. И кога би размислувале сега од еден друг аспект,
гледаме 93%, 97%, 98%, аха, а другите 3%, 2%, значи тоа ни покажува, како што кажав, не постои 100% санблок, но забележуваме дека од 7, 3, 2% фотони, тоа се честичките со енергија од сончевата радијација, поминуваат во нашата кожа. Претходно што го спомнав, нашиот систем на одбрана е тука да ги пречека нив, но ние за нашето здравје треба да бидеме одговорни. Изборот да биде наш, да ја заштитиме кожата и за да можеме активно да делуваме и да соработуваме во производот во кој што носи SPF заштита, потребно е да има и медицинските козметики, како што е, например, Биодерма, создаваат многу иновативни технологии, кои што во синергија со нашата кожа, преку активните антиоксидативни состојки и технологии, овозможуваат ние да имаме една биолошка одбрана. Биологија одвнатре. И со помош на тие активни состојки, нашата кожа да може да се одбрани. На еден производ би можело тој да го забележиме и пациентите да бараат како Sun Active Defense, активна заштита од сонцето. Бидејќи важно е кога купуваме производи ги има токму овие назнаки, така? Да, покрај ќе ги разгледаме сега за кратко еве и назнаките кои што се генерални, за кои што изборнав сега го најави во моментот, но SPF-от е само еден дел од приказната. Зошто? Бидејќи не блокира се. Блокира најмногу до 98%. А за да имаме ние една потполна заштита, бидејќи не може самиот SPF тоа да го овозможи и реално не треба да ја оптоваруваме кожата со хемиски филтри, треба паметно да работиме на биолошките механизми на кожата и, како што реков, со помош на биологија одвнатре, со антиоксиданси, ние да ја поддржиме активноста, правата активност на епидермалните клетки и секако хомеостазата на кожата, нивното здравје, преку Sun Active Defense, активните состојки, кои што и помагаат на кожата во незините механизми на одбрана. Да. Се надаме кога не ти избрза со некои работи, јас што сакам толку да прикажам, дали е сега соодветно времето за да ја направиме таа класификација? Да, всушност вие правите многу често презентации низ Македонија, се со цел нели да ја едуцираме и македонската јавност и нашите сограѓани. Дали и колку е препорачано ова од твоја страна секој пат да се направи барем еднаш во животот, или дали кожата со текот на времето ја менува својата структура, па убаво е препорачано неколку пати некој пат да се направат вакви анализи? Да, како велат, не ја наследуваме кожата од родителите, ја позаимуваме од иднината, од нашата иднина. Поради тоа, ова реченица носи голема вистина во однос на превенцијата. Денес вложуваме за годините што следат. И со едукацијата е она која што е најбитниот момент во сваќањето на нашата кожа и секогаш се трудиме кога станува еве збор конкретно за фотозаштита да не одиме од аспект на ризик. Постојат ризиците, сите ги знаеме, но тоа влева еден страф и отпор. И тоа всушност прави да се закочиме. Но кога одиме од момент на разбирање и на едукација, тогаш поставуваме прашања, стануваме радознали и од еден општ момент доаѓаме до конкретна специфична тема. Ова денес е, кој што нели е и гост покрај јас во вашата емисија, е микрокамера. Микрокамерата е тестирана во Универзитетот во Бреша на катедрата за дерматологија. Ние што сме медицински представници на Simplemail компанијата, сме едуцирани за да ги правиме нели одредувањето на фототипот на кожата. Присутни сме во аптеки и уствари ова е една алатка кога би биле збунети пациентите во однос на тоа
која е бојата на нашата кожа, кој фототип ние носиме. Ајде, Горан. Да, кој фототип ние го носиме, со помош на микрокамерата, ние го започнуваме првиот чекор, одредување на фототип и потоа следните чекори да дадеме совет како да избериме правилен производ за заштита на кожата. Ајде, само да го погледнеме картончето. Еве го картончето. Да, овде се 6 фототипови, односно пигментациите на кожата и забележувате, значи првиот е најсветол, 6-тиот е најтемен фототип и гледате, значи првите се со светли очи, светла коса, бојата на кожата е прилично светла. И ова се, да, норвешките, скандинавските кожи. Земји, и гледате епигенетиката, како има улога. Таму има многу малку сонце. А веќе околу еквадорот, афричката кожа колку е темна. Овде доминира темниот пигмент за дебелена кожа. Но, не дека и тие не се... Точно, да. Бидејќи изложени на ризикот. Дури и поради тоа што нивната кожа е многу темна и има многу пигмент меланин кој што има мог да абсорбира, може да патат од heat strokes, од сончеви удари, бидејќи генерира топлина. Токму така, да. Се носи, се во природата има дуалност. И позитивно, и придобивки, и негативно. Вели, колку е понизок фототипот, толку е повисоко од нивото на заштита што го бара субјектот. Тоа е најважно. Да, и многу побрзо овие кожи горат на сонце. Ако на некоја кожа не заштитена и треба 20-15 минути да изгори, овие кожи за 7 минути би можело тоа да се случи, доколку заради тоа што го има тој во поголема количина нели феомеланин, а он има многу помал капацитет да абсорбира, за разлика од темниот меланин. Тој има поголем капацитет феомеланинот и поради тоа самите механизми на овие кожи се почувствителни и они не можат да се одбранат од сонце со ако бидат изложени подолг период без соодветна сончева заштита. Јас ке седам до тебе сега, ќе го испрезентираме сега тоа на гледачите. Значи сега правиме една проценка на мојот фототип на кожа, така? Токму така, да. Марко, и со ова да се оградиме, микрокамерата го одредува фототипот. Така. Гледачите, односно граѓаните, треба да знаат дека ова не е дермоскоп. Всушност, ние се екстрахираме од моментот нели на преглед со дермоскоп кај дерматолог, односно не навлегуваме во полето на дерматовенеролозите, туку е почетниот чекор на давање информација и едукација каков сончев производ за сончева заштита. Е соодветен за нашиот фототип. Да, од каде треба да почнеме, бидејќи мора да почнеме од фототипот, да знаеме со која бројка на фотозаштита треба да одиме. И најчесто од првиот до четвртиот фототип, тоа се генералните информации кои што ги имаме, дека треба ПС-ка сончева заштита да користат. Ова претпоставам дека оди многу брзо. Веднаш, и ќе ми кажеш кога да го позиционираме само и екранот потоа за колегата чисто да го видат. Да, еве вака. Значи сега јас ќе го активирам, ќе активирам микрокамерата. Сега ќе го прикажеме без грижи. Да, значи вие припаѓате во медитеранскиот тип на кожи, ова е третиот, така? Да, кафеави очи, малку потемен тен и минимум е 30 заштита, што треба да ја користите. Значи ништо помалку од тоа? Ништо, но секогаш треба да размислуваме аналитички. Веќе сме длабоко во летото навлезени. Смејам уште да го прикажеме само за гледачите како... Еве, само да видите. Или може ли уште еднаш, еве сме тука, од почеток да го направиме процесот, само да го видат гледачите. Или ако сакате може и на мојата кожа да споредиме. Еве, само може да го објасниме на гледачите, ако можеш... Овде е дадена табелата, каде што се назначени сите 6 фототипови според Фицпатрик. Тоа е генералната номенклатура за фототиповите. Вие припаѓате во третиот фототип, но имајте во предвид дека вашата кожа е стимулирана веќе. Вие имате создадено одредено количество на тен за да се одбрани кожата,
Бидејќи, ако сте веќе подолго од 3 недели изложени на сонце, тогаш она природно ги создава тенот како одбранбен механизам. Веројатно, движите некаде меѓу вториот и третиот фототип, со тоа што, например, може уште една анализа да се направи во зимскиот период, кога кожата не го носи. Ајде да речеме сега, одиме кај фототипот на Емилија, таа сигурно си го познава, меѓутоа, еве да видите како тоа изгледа. Значи, овде може да забележите. Марко, јас се штитам од сонце. Не предпоставив дека ќе бидете во првиот. Да, еве, гледате, бела, иако имам... Изгледате доста по-бело, меѓутоа никој пат немаше да предпоставам дека сте како скандинавците, би рекол. Токму така. Бела кожа, иако имам темна коса, кафеави очи. Да, тоа е и всушност моментот. Најчесто Македонија го има тој медитеранскиот тип на кожи, но некогаш кожите, значи, тоа е една генерална предпоставка, генерална номенклатура, но не мора да значи, ете, ако имаме темна коса и темни очи, дека и нашата кожа ќе биде темна. И моето искуство покажува... Дојде само да видиме да одриме на твојата кожа, те молам. Баш би сакал. Ќе му направиме и на него чисто да си знае, нели? Да. Една секунда работа. Слободно дојди приклучени се. Ова е нашиот колега Горан кој што е за камера и ни ги регистрира сите овие всушност делови од студиото. Одиме да видиме, чисто да знаеш, не за друго. Еве да видиме. Апан се го договоривме сега вака. Ова не беше договорено. Чисто да видиме, ќе му препорачаме и на Горан што треба да користи. Ајде да видиме. Само да погледнам дали е исклучено во ред. Ајде. Горане? Исто. Тој е како мене. Во третиот. Во третиот. Да. Со тоа што ве гледате, тој има светли очи. Тоа сакав да кажам. Да. Секоја кожа е приказна сама за Горан, себе. Горан, ти благодарам. Ако сакате, колеги, слободно доаѓате. Мала шега. Сакам да те прашам, еве интересно сега... И токму затоа, нели, реков дека генералните совети се до четвртиот фототип да се користи 50 сончева заштита. Ова ми го наметнува прашањето, во Македонија живеат луѓе веројатно со различни фототипови, иако нели ќе ги забележиме тука некако дека варираат, нели, отприлика, меѓутоа голем дел користат ист СПФ и иста козметика. Колку е тоа погрешен пристап и дали фототипот треба да биде првото прашање некако еве што всушност треба или ќе го постави фармацевтот пред да препорача фотозаштита? Токму така, да, Марко. И кои најчесто фототипови се кај нас? До третиот фототип се најчесто кај нас. Додека веќе четвртиот, петиот и шестиот фототип се бразилските кожи, афричките кожи, кои што се вистина потемни кожи. Одредувањето на фототипот е првиот чекор. Одиме од општо кон специфично. Ова е еден од алатките со помош на кои ние го одредуваме фототипот и со кој што ни е поедовна точка во градењето на соодветна нега, соодветен режим за заштита од сонце. Второто прашање на кое што треба да се запрашаме и ние како фармацевти да согледаме и да дадеме совете која е состојбата на нашата кожа. Бидејќи секоја кожа е различна, кожата може да биде здрава, да нема никоја патолошка состојба и тогаш генерално е нормална и комбинирана или сува и даваме препораки за производ кој што ќе има полесна, пофлуидна текстура, како нели лесен флуид, а ако е посува кожата, тогаш ја бараме галенската формула што е во форма на крем. Но оние кожи кои што имаат поразлична состојба или одредена патологија, тие бараат и ние како фармацевти и како едукатори треба да им дадеме производ кој што покрај соодветниот SPF што треба да го носи, ќе има во себе и активни состојки
кои што се карактеристични и специфични за нивната состојба. Да речеме, И на ова скин карта се назначени, например, состојбата на мелазма или трудничка маска. Потоа на одредени кожи има пигментација од типот на солар лентиго или старечки дамки. Таа кожа што има мелазма бара специфична заштита во кој што има глабридин, во кој што има железен оксид, бидејќи тие всушност овозможуваат на кожата да се заштити од сонцето. Во кожата која што има пегички, флеки од сонцето, обично се вметнува биорасположлив витамин С, секако тоа мора да биде медицински производ, каде што се гарантира квалитетот и стабилноста на филтрите. Имаме доста на пазарот, чинам дека добри. И овозможува, значи, да се менаџираат овие sunspots. Значи, витаминот С е добро како серум, може би да го користиме? Тоа е обично во самиот производ го вклучува. Затоа и реков, кога бараме производи, тие производи во себе треба да ги содржат активните состојки кои што ќе помогнат на патологијата на кожата. И витамин С, ние знаеме, значи тој е многу нестабилен, брзо оксидира на сонце, а кога е тој стабилен дериват во форма на аскорбил глукозид, како што е во одредени формули на биодерма, тогаш тој овозможува еден антиоксидативен момент и заштита на кожата. Постојат кожи кои што акните се кај нив патологија и мора да внимаваме на квалитетот повторно на овој производ, во себе да содржи состојки кои што ќе и помогнат на кожата. Таа кожа секако има протокол и нега, но сончевата заштита е таа која што треба да биде комплементарна. Розацејата, розацејата исто така се влошува особено на сонце и треба да бараме производ кој што ќе биде соодветен за реактивна кожа, склона кон розацеја. На самиот производ треба да пишува и веќе ние покрај тоа што се штитиме од сонце, во исто време ние и ја штитиме и ја регулираме патологијата која што е веќе присутна на кожата. Уште еден интересен момент е кожите кои што се алергични на хемиски филтри. Најголем дел од производите кои што се користат за заштита ги содржат квалитетните фотостабилни сончеви филтри од типот на Тиносорб S, M, авобензол, персол и некои реактивни многу кожи реагираат на хемиските филтри, иако се многу убави за апликација, одличен сензорен ефект даваат. Во тој случај кожата што е алергична на хемиски филтри мора да користи минерални филтри. И тоа се цинкоксид и титаниум диоксидот, претходно што ги класифициравме. Сега имаат многу нови формули, многу напред е целата и индустрија, токму така, медицинската козметика, посебно секторот за сончева заштита е една цела наука. Ја морам само да прашам, бидејќи социјалните мрежи денеска ги користат сите, не можеме да бидеме некаков медиум на пазарот, нели? Со самото отворање наш профил и практично знаеме да пренесеме некој пат и дезинформација. Се повеќе гледам дека луѓе сакаат да ја минимизираат важноста на СП факторите со тоа што кажуваат колку можеби во нив има некакви канцерогени својства. Збориме за сите производи кои што се на пазарот така натаму. Околу митот и постоењето на тоа што некој туку така катадневно ќе се појави на тој медиум и ќе каже не користете никакви заштитни фактори, тоа е лага, тоа е манипулација и така натаму, а знаеме дека прво не се ни соодветни лица за истото, нели? Така, да. Овде сме да зборуваме за наука. И токму затоа можеби денес е тема сонцето, но подтема е едукацијата. Како не? Колку е битно ние да се обратиме на релевантни извори. Секогаш ќе бидат, секогаш ќе бидат тие присутни и не сакам да навлегувам во тој момент. Сакам да секогаш кога ќе помислиме на она што и е потребно на нашата кожа, како да оди негата, тоа да биде од соодветно здравствено лице. Да побарат совет од дерматолог, да побарат совет од фармацевт. Ние сме едно. И во тој момент, тој пациент
ќе добие правилен совет за неговата нега. Постојат голем број на регулативи, како што се колипа стандардите, ФДА, и може да се види, значи, на нивните страни објавуваат секоја година за тоа што е дозволено, да, како сончев филтер, што е безбедно, и ние ги црпиме информациите. Да. Сосема би те прашал некаде и кон крајот, со оглед на тоа дека сме во екот на летото, па еве некоја препорака чисто за колку и генетиката може да го надмине фототипот, тоа ми сакам да те прашам некаде, односно може ли човек со потемен тен, но со силна семена историја на меланом да биде во поголем ризик од некој со светол фототип? Тоа е едно многу сложено прашање, бидејќи, како што кажав, секоја кожа е индивидуална. Но, бидејќи кожата го памти секоја изложување, но ја памти и секоја правилна нега. Нега, така. И конзистентно секојдневната, секојдневната правилна нега, секојдневната превенција е моментот кога ние ќе овозможиме нашата кожа да биде здрава и да не се генерираат тие проканцерогени состојки кои што би можеле да дојдат до меланогенезата. Многу е сложен, Марко, тој процес, но овде би спомнала дека покрај фотозаштитата и филтрите, битниот момент, како што претходно ја прикажав картичката, е моментот кога ние со активните состојки ја браниме кожата. Тие активни состојки, всушност антиоксидансите, овозможуваат слободните радикали кои што го генерираат стресот на кожата, кои што ги оштетуваат нишките на нашата ДНК, да не дојде до таков момент. Бројни такви молекули се како што е ектоинот, како што е манитолот, и ние тоа како фармацевти го знаеме, бидејќи се инкорпорирани во инци во составот, и тие и ектоинот и манитолот се состојки кои што помагаат да не дојде до бегање на лангерхансовите клетки. Тие го одржуваат нашиот имунитет, тоа е нашата заштита. И ако тие бегаат лангерхансови клетки подлабоко во кожата, тогаш ние сме секако во некој процент од ризик. Ако кожата не може сите механизми на одбрана и механизмите на поправка да ги направи, тогаш се активира меланогенезата. Уште нешто што сакам да го нотираме, загадувањето, аерозагадувањето, за кое што и ти ми спомена вчера дека е убаво да го нотираме денеска на нашата програма, кое што за жал колаборира со сето ова со увездрачењето. Секогаш треба да се запрашаме не што да не користиме, туку што да користиме. И не можеме да се одбраниме од непријателот ако не го знаеме. Многу често сонцето ќе го осетиме, поготово летниот период, од сензациите, односно од топлината, но аерозагадувањето не секогаш го осеќаме на нашата кожа. Тие содржат многу ситни PM честички, кои што PM честички навлегуваат во кожата и генерираат слободни радикали. УВ-зраците, како штетни и како што кажав и тие генерираат слободни радикали, во синергистичкото дејство со аерозагадувањето и со PM честичките, еден токсичен комплекс прават за нашата кожа. Тоа се едни сериозни каскадни реакции на уништување на антиоксидативните резерви. Ние имаме витамин Е, глутатион, тоа е најнашата најголема во количина молекула која што во црниот дроб се произведува и не штити најголем антиоксидансе, но тие количини се ограничени. И кога овој токсичен комплекс навлегува во кожата секој ден, ние секој ден во урбаната средина сме изложени невидливо, не осеќаме, каскадната реакција на уништување на кожата е кумулативна и ја гледаме со текот на годините. Старење на кожата, појавување на пигментација, губење на тонус, еластичност, безживотен тен. Нашата кожа е динамичен орган. Преку ден незе треба да ја заштитиме,
затоа што она се брани од надворешната средина. А во текот на ноќта треба да ја дадеме една нега регенеративна која што ќе ги поддржи нејзините природни механизми на регенерација. И затоа во овој производ што го дадов како би требало да изгледа еден производ кога бираме сончева нега, го наведов и Detox Science технологијата. Ова технологија со помош и на активните антиоксиданси овозможува хомеостаза на нашата кожа. И јас секогаш велам, не треба да ја гледаме кожата како една површина. Јасно. Туку она е нашиот накид, што не мора да го симнуваме секој ден. И не за ја разбирам како всушност еден наш дом, што е дом на нашето тело за цел живот. И треба и да го слушаме и да го негуваме и да бидеме во постојана можеби или колаборација. Она секој ден нас тивко не штити. Ние треба со правилен избор на соодветна нега да и помогнеме и да и вратиме со она мера со која што таа нас не штити. Ми беше исклучителна прилика и задоволство да ти имам денеска во студиото. Ќе се видиме секако. Следуваат уште многу наши следни дружби интервјуа. Благодарам. И благодарам за ова инспирација сте секогаш. Секој пат. Обострано е. Ви посакувам убаво лето, знам дека имате доста презентации, што се вели вака едукативни, да речеме, релации со граѓаните. Така што ти благодарам и голем поздрав до целиот тим. Благодарам. Јас еве само на кратко и ќе кажам, може сонцето денес ни беше тема, но еве ја завршуваме емисијата со сонцето како символ. Символ, така. Не моќта на сонцето во тоа најсветло да свети, туку моќта е во давањето. Тоа на нас ни дава живот. Се надевам дека денес им дадовме на нашите граѓани доволно совети. Информациите може некогаш и брзо да се заборават, но би сакала да понесат еден отворен ум, да прашуваат соодветни здравствени лица и на тој начин да ја градат негата на кожата, а тоа е и однос и љубов кој што го градиме сам со себе. Најбово кажано, особено метафората со накитот кој што го некако е за нашата кожа. Многу убаво го спомена. Благодарност. Благодарам.